Владиниот потесен кабинет е во Лондон. Британските весници јавуваат дека покрај во Косово и во Македонија ќе бидат отворени центри за мигранти. Дали стратешкиот договор со Велика Британија може да го отвори патот кон отворање на бегалски кампови? Впрочем, од кога се отвори и како дебата во државата, дали таквото нешто е прифатено од страна на ВМРО-ДПМН како најголема партија во централната власт или не, бидејќи никогаш не добивме јасен став во однос на тоа прашање. Меѓутоа гледам дека деновиве се актуализира. Нашиот став е дека таквото нешто не треба да се прифати. Ние тоа веќе во неколку наврати го кажавме и остануваме на тоа. Мигрантски камп, луѓе, тоа е нехумано. Мислам, тоа се луѓе кои се собираат како да не се луѓе во кампови. Не можеме да бидеме слепи на фактите. Сите тие мигрантски кризи ги произведуваат нестабилни региони, војни кои се заради нечии други интереси. Тие луѓе кои одат во Европа не одат заради некои задни намери, баш напротив, за желба за подобар живот, така да мислам дека Балканот генерално и нашата држава и нашиот регион не смее да стане никаков хаб за мигранти, пошто ние никого не сме му ни предизвикале војна во неговиот регион и никого не треба ние да затвараме по кампови. Тоа се луѓе со кои немаме, Македонија нема никакви проблеми и сметам дека таа политика е нечовечка едноставно. Мислиме дека најлесните задачи ќе се спроведуваат со помош на вештачка интелигенција и овие фриленсери ќе мора да се преквалификуваат, отвараат сметки во странство и тоа не е за да направат по секоја цена даночна евазија, туку затоа што не можат поинаку да го спроведат приливот. Апсолутната власт на ВМРО-ДПМН гледаме дека во изминатите година дена не става во некоја ситуација на подјарменост на сите интереси под интересот на раководството на ВМРО-ДПМН. Јавно предпријатие нема да биде приватизирано. Од моја страна одговорно тврдам. Ги повикувам отворено во вториот круг да го дадат својот глас за мене и генерално да се гласа опозицијски во случајот на град Скопје, затоа што тоа е потребно на Македонија моментално, дури од една побуда за демократизација на целите процеси. Секако секој треба да чувствува лична и морална одговорност после ваков изборен резултат. Допред неколку денови вашиот лидер зборуваше дека партијата е консолидирана. Добро, јас сметам дека ние треба се уште да работиме на нашата консолидација. Затоа што ВМРО-ДПМН е урбаната мафија, а тогаш урбаната мафија ќе ни го изготви ГУП-от. Ако имате ингеренции за уривање, ќе уривате дивоградби? А зошто мислите дека не би уревал? Локалните избори ја промовираат левица како сериозна политичка сила. Пред 4 години имаше 38 советнички листи. Годинава 62 листи со кандидати за новите општински совети. За некој е изненадување, за други левица го освојува третиот пат. Во собранието си обезбеди гласност со перманентните прозивки од страна на премиерот Мицковски. Во Скопје во вториот круг со Орце Ѓорѓиевски влегува во трка Амар Мециновиќ. Овој пат не сте во сако. Да, овој пат не сум во сако, малку за промена, али сакав малку да оставиме кај постарата популација некој впечаток на сериозност, па малку почнавме повеќе сакова да влакаме. Политиколог, пратеник, но и најмлад кандидат за градоначалник. На старт, како ќе анулирате разликата со вашиот противкандидат Орце Ѓорѓиевски од редовите на ВМРО-ДПМН? Пред се морам да напоменам дека јас сум во оваа ситуација не како нешто што мораше да се случи, туку се случи заради нашата позитивна кампања, затоа што допревме до многу скопјани со нашата кампања, така да сега веќе кога сме овде, околностите се сменети. Сега јас и вие не разговараме за политички околности од пред првиот круг, сега ова се нови политички околности кои претпоставуваат дека може да се оди и во нови насоки кои досега не сме ги сметале за можни, а тоа и пред се во комбинација со тоа што јас морам да искоментирам и да му честитам на мојот противкандидат Орце Ѓорѓиевски за освоениот контингент гласови во првиот круг, кој е
навистина еден добар контингент гласови и тие гласачи веруваат до некаде во таа платформа која тој ја нуди, но сега околностите се такви што за прв пат во историјата на Република Македонија ние во трка за главниот град имаме кандидат, во овој случај јас, кој не е поддржан од ВМРО и СДСМ, така да мислам дека возбудата помеѓу Скопјани е се поголема и мислам дека ќе се охрабрат многу луѓе кои беа на работ да гласаат во првиот круг, сега да гласаат и на крилјата на тој ентузијазам, ние одиме кон победа. Не ми одговорите како очекувате да ја анулирате разликата со вашиот против кандидат и дали сте почнале или очекувате поддршка, например, од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, од ДУИ или и од останатите опозицијски партии? Се уште не сме разговарале, не сме разговарале со никого за таква опција, но јас и веќе еднаш нагласив со сета почит кон мојата против кандидатка господјата Каја Шукова. Јас не сум човек кој треба да коментира внатрешни околности на некоја друга партија, на СДСМ, тоа е оставено за аналитичарите и за нивните членови, но сметам дека во овој круг мојата платформа резонира со оние луѓе кои го дадоа својот глас за Каја Шукова, така да јас ги повикувам отворено во вториот круг да го дадат својот глас за мене и генерално да се гласа опозицијски во случајот на град Скопје, затоа што тоа е потребно на Македонија моментално, дури од една побуда за демократизација на целите процеси, затоа што апсолутната власт на ВМРО ДПМН гледаме дека во изминатите година дена не става во некоја ситуација на подјарменост на сите интереси под интересот на раководството на ВМРО ДПМН, така да здраво е за општеството ВМРО ДПМН да нема апсолутна власт. Дали во Скопје абстинира младите и партиските непослушници? Младите не абстинира. Младите како никогаш досега излегоа и го дадоа својот глас. Младите веќе не се апатични во оваа држава, напротив, младите се вклучени во политиката преку левица и тие ја препознаваат левица како своја опција. Јас секогаш внимавам какви констатации давам, но за прв пат ќе кажам нешто за кое сум апсолутно сигурен, откако ќе поминат изборите, кога ќе дојдат пресметките по демографски групи како се гласало, јас сум сигурен дека ние ги имаме победа на младите. Младите се разбудени како никогаш досега, така да абстинирале по мои предпоставки партиски гласачи. Ако се направи компарација со претходните локални избори, но и со последните парламентарни избори, ќе се забележи значителен или пат кај речиси сите партии во однос на освоените гласови. На што се должи оваа апатичност? Се должи на тоа што демократијата во Македонија никогаш не созреа. Демократијата во Македонија созреа во сликата на партиите. Нашето општество многу споро се демократизира и нашите граѓани гледаат дека при трансфер на власт одново и одново нема никакви реални промени. Животот на 9 мај 2024 беше истиот како и на 8 мај, па и како сега година и пол дена откако имаме нова власт, така да јас директно би посочил дека владеачките структури ја креираат апатијата, затоа што нашите граѓани гледаат дека нивната политичка активација и гласањето на изборите не носи реални промени. Јас тоа сосема го разбирам. Јас ја разбирам резигнацијата на многу наши граѓани кон демократскиот процес, затоа што очигледно дека не веруваат и тоа треба да не посочи нас како политички чинители и општествени чинители генерално да го лоцираме проблемот, каде лежи таа апатичност. И вие и вашиот против кандидат сте преокупирани овој период веројатно со сметот, со нечистотијата во Скопје. Скопје метропола или депонија? Скопје е градот кој многу го сакаме, но кој околностите не тераат да се буди анимозитет кај нас кон сопствениот град заради приликите во кои се наоѓаме, но кога зборуваме за сметот, дебатата се постави, мислам дека мојот против кандидат ја постави така затоа што тој настапува во оваа трка како најпаметниот и најдобриот скопјанец на светот кој некогаш постоел и се однесува како дека тој треба и само тој може да го среди сметот во рок од 72 часа. Јас ќе ви кажам, не е така. Градоначалникот нема да излезе со метли на улица, работниците на комунална хигиена Скопје треба да излезат на улица и логиката е проста. 4 години се уништува тоа претпријатие, да се оправда неговото приватизирање.
Јас сметам дека логиката е спротивна, дека тие луѓе таму во комуналното предпријатие треба да добијат подобри услови за работа, да се откочи работата на комуналното предпријатие, да не се третираат јавните предпријатија како банкомат карти за раководството на градот и при укрупнување и нормализирање на условите за работа на комуналното хигиенско предпријатие ние веќе никогаш нема да видиме вакви сцени. Кој е виновен за ова што ни се случува изминативе последниве неколку години? Даниел Арсовски или ВМРО ДПМН? Експлицитно ВМРО ДПМН, затоа што за разлика од многу луѓе, дури јас мислам дека затоа што мојот против кандидат се повикува на кредибилитетот на неговиот градоначалнички мандат, јас мислам дека јас ќе се повикам на мојот советнички мандат во град Скопје. Јас многу подобро ги знам околностите во град Скопје, затоа што сум присуствувал на стотина седмици, каде што сум видел експлицитно каква е политичката волја на ВМРО ДПМН во поглед на главниот град, така да ВМРО ДПМН има блокирано секој обид за нормално функционирање на град Скопје преку советот и преку надзорните, тоест управните одбори, а на јавните предпријатија. Јас сум присуствувал на седници каде што по 9 месеци не се гласале планови за работа на предпријатијата, каде што не се гласале програмите на предпријатијата, каде што не се овозможувало вработување таму каде што требало во годините во предпријатијата, така да целосна блокада и хендикепирање на предпријатијата. Но мора да се посочи дека во изминатите неколку години буџетот и завршната сметка на град Скопје гласаат ВМРО ДПМН и СДСМ заедно. Така да треба да се запрашаме зошто овие партии го гласаа буџетот и сакаа голготата да помине, ако после цела година не гласа ништо што е продуктивно за градот. Мициновиќ, како Скопје да биде чисто, зелено, без смет, отпад? Преку силни комунални предпријатија, преку силни предпријатија генерално. Јас ќе посочам, ништо од ова не се случува тек така, сето ова има умисла позади и на 10 септември премиерот Христијан Мицковски ни обелодени кој е големиот план за ова што се случува 4 години, а тоа е приватизирање на комуналните предпријатија. Значи, се работи со години на будење на резигнација кај Скопјани кон комуналните предпријатија, на градење на перцепција дека тоа се нефункционални предпријатија, за да се оправда нивното приватизирање. И ние сметаме дека тоа не смее да се дозволи, затоа што тоа ќе значи дека фирмите кои ќе стопанисуваат со тие дејности повторно ќе бидат во политичка спрега и во семејна спрега со политичарите. Каков јавен превоз? Комбиниран. И сметаме дека јавниот превоз е најглавното прашање за Скопје. Јас како советник го третирав како најбитно прашање за мене и до ден денес сметам дека е најбитно прашање, затоа што тоа е социјално прашање пред се и прашање на зачувување на животната средина. Јас во мојата кампања не ветував се и се што. Не ветував сите можни проекти кои можете да ги замислите, ама јас сметам дека градските власти треба да започнат со една конкретна цел, а тоа е во рок од 1 до 2 мандати, Скопје потполно да го смени ликот за јавниот превоз. Јас сум поборник на железничкиот превоз. Тоа е долгорочно многу поисплатливо отколку купување на нови автобуси на 5 до 10 години, затоа што тоа е така потребно. Со железничкиот превоз долгорочно се исплати се во ова и сакам да потенцирам за граѓаните на Скопје дека ова не е научна фантастика. Над 100 години има железнички решенија низ градовите, но зошто Скопје никогаш не разговара за железнички превоз, затоа што само железничка Македонија железници поставува пруги, а сите партиски фирми знаат да бетонираат, така да нормално дека никогаш на политичките опции тоа не има опција, но на нас ние сметаме дека треба долгорочно да размислуваме и да го средиме јавниот превоз во Скопје за следните 100 години. Дали на Скопје му треба нов ГУП? Апсолутно. И тој ГУП треба да го да сватиме дека треба да го изготват градски власти, научна фела и нашите граѓани ослободени од приватните интереси и интересите на инвеститорите, на урбаната мафија, која веќе ни го има креирано хаосот во кој што живееме. Тоа значи дека треба да одбереме политичка опција која не е во спрега со овие приватни интереси. Јас отворено ќе кажам, доколку ВМРО ДПМН не победи, затоа што ВМРО ДПМН е урбаната мафија,
а тогаш урбаната мафија ќе ни го изготви ГУП-от. А јас сметам дека во Скопје постои многу научен потенцијал, многу човечки потенцијал, кој преку еден инклузивен процес, кој ќе биде комплементарен од една страна преку научни студии, ослободена научна фела од политички притисоци, од друга страна непосреден контакт со нашите граѓани, тоа значи дека ГУП-от ќе мора да се прави во еден инклузивен процес, така што сите мала ќе бидат и општини прашани теренски, затоа што никој не може подобро да ни каже што му е потребно во неговото непосреден животен простор од самите граѓани кои живеат во тој простор. Кога велите дека ВМРО ДПМН е всушност урбаната мафија, дали вие ако станете градоначалник ќе донесете одлука за мораториум за градби? Или можеби дивоградбите ќе ги уривате или ќе ги легализирате? Многу брзо дивоградбите сметам дека се еден феномен кој ретко каде го има на континентот. Мислам дека ние сме некако ендемски, веројатно можеби и во некои други места. Дивоградбите не смеат да постојат. Јас како градоначалник сметам дека градот не треба да дава амин на никаква дивоградба, но тоа треба сето да се работи во комбинација со МВР, така да МВР треба да биде тој кој ќе постапува проактивно заедно со обвинителството по однос на тие дивоградби во координација со град Скопје. За дивоградбите сметам дека тие треба да се поделат на две категории. Тоа се таму каде што живеат луѓе и таму каде што се прават пари, тоест комерцијални објекти. Треба веднаш да почнеме да јуриваме комерцијалните објекти кои се дивоградби, а понатаму да разговараме за таму каде што луѓето живеат. Вардариште, Дрисла. Дрисла не смее да се дозволи повторно да се приватизира, тоа ќе го кажам, затоа што Дрисла е едно од единствените тоест едно од ретките предпријатија на Скопје кој генерира профит за градот. Значи тоа ВМРО ДПМН го гледа како можност за профит, нормално, и за погребување на финансиската независност на град Скопје, така да Дрисла треба да се осовременува и ние гледаме во технологија со некои странски експерти и фирми, веќе имам дури разговарано за таа технологија. Постои технологија која не е многу скапа и може долгорочно да помогне, а тоа е технологијата на претварањето на комуналниот отпад во деривати на гориво. И сметаме дека требаме во таа насока да тргнеме. Например, конкретно имаме разгледувано проекти дека Вардариште, сето тоа што таму е веќе депонирано, дури и под земја тоа што е контаминирано, може со една централа од 720 метри квадратни, која има оваа технологија на претварање на комунален отпад во гориво, во различни деривати, како водород, кој, например, може да се користи за автобусите. Тоа би чинело некои 6 милиони евра, да една таква централа го преработи сиот тој отпад, а додека за Дрисла тоа би било нешто, нели, поголем капацитет, така да Дрисла треба да се осовременува и да се окрупнуваат низините капацитети, а не да се приватизира. Благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам многу. Се надевам дека повторно ќе разговараме. А во продолжение слушнете дел од интервјуто со кандидатот за градоначалник предводен од ВМРО ДПМН Орсе Ѓорѓиевски. Со него разговарав непосредно пред првиот круг од одржувањето на локалните избори. Еве сегмент од разговорот со Орсе Ѓорѓиевски. Најавивте дека доколку бидете избран за градоначалник на Скопје, во првите 72 часа ќе средите, ќе спастрите метрополата. Како е тоа возможно во услови кога речиси сите јавни предпријатија ви се во колапс, нефункционални се? Видете, треба само добра организација. Јас нели не е добро самиот за себе да говорам. Ако велите треба добра организација, дали тоа значи дека сите досегашни градоначалници биле лоши менаџери? Па немало досега ваква лоша состојба како што имаме денес. Тоа треба да го признаеме. И тоа е фактичка состојба. Но кога велам за добра организација, јас сметам дека добро знам да ги организирам состојбите и да ги решам проблемите, така да во првите 72 часа, како што најавив, јас одговорно тврдам дека градот ќе биде исчистен и ќе се направи една голема генералка, во која што нема тоа да го направи само градот, туку тука ќе помогнат сите општини. Тоа е организација, Чомовски. Ние изминативе 4 години не сме имале координативен состанок со градот Скопје. Тоа е недопустливо.
без разлика кој на која политичка партија припаѓа. Јас како председател на ЗЕЛС мислам дека покажав изминативе години кога откако ја водам таа институција како треба да функционираме сите заедно кога станува збор за интересот на граѓаните. И јас во тие 72 часа, освен што ќе ја пуштам целосно на располагање целата механизација на градот Скопје и јавните предпријатија, тука ќе ги повикам сериозно да се вклучат сите општини, но да се вклучат и општествено одговорни компании. Сите ќе излеземе и граѓаните ќе излезат. Како ќе се справите со урбаната мафија, со градежната експанзија која веројатно создава сериозен проблем во Скопје, се сведува на бетон, зелениот се помалце. Јас мислам дека покажав како тоа во пракса изгледа со општина Кисела вода. Прв кој што ќе го споменам е меѓународниот конкурс за расадник, каде што требаше да има 99 згради, сега нема згради. Црниче и Пржино направете слободно проверка во секторот урбанизам кај мене, откако јас сум градоначалник. Нема издадено одобрение за градба со повеќе од 4 стамбени единици. Во минатото на одобрение за градба на куќа по 32, по 40, по 28 стамбени единици се издава одобрение. Откако јас сум градоначалник, бидејќи граѓаните тоа го побарале од мене, сум останал доследен на тоа ветување. Повеќе од 4 стамбени единици нема издадено одобрение. Ќе донесете ли одлука? Истата пракса ќе биде и во градот Скопје. Ќе донесете ли одлука за мораториум, односно за забрана на одреден период на изградба на згради? Тоа ќе го одлучиме со тимот урбанистички кој што ќе работи со мене. Јас не сум урбанист, но врвни имиња се вклучени околу мене кои што ќе работат на таа проблематика. Господинот Ралев, господинот Марина, господинот Горан Миовски, Славе Трпески кој што беше во катастар на времето. Така да една сериозна организација ќе биде тоа, би рекол, од експерти кои што ќе помогнат во процесот да ние го растеретиме ова дехумано градење, особено во централното градско подрачје. Мојот концепт е градот да се шири, но во периферија. И така ќе функционира наредните 4 години. Ако на таков голем број дивоградби лоцирани само во една општина, претпоставам дека има и во другите општини, ќе дозволите ваквиот тренд да продолжи натаму? Сега тука треба да сме докрај јасни. Јас многу прецизно изминатиот период на оваа тема сум говорил дека сум против дивоградбите, сум против. Дека сум прв градоначалник во историја на општина Кисела вода кој што постапувал против дивоградби. И индивидуални и колективни сум постапувал. И сум докажал дека законот треба да важи еднакво за сите. И ќе важи во градот Скопје. Но треба да ги видиме ингеренциите на градот Скопје. Градот Скопје е единствена институција под локална самоуправа која што нема градежна инспекција. И јас барам или да ми се дозволи да имам градежна инспекција, па ќе видите во пракса што значи постапување против дивоградби, или државата да ги превземе и од локалната самоуправа, односно да се централизира делот со инспекции, за да не си поделуваме одговорност во перспектива. Ако имате ингеренции за уривање, ќе уривате дивоградби? А зошто мислите дека не би уривал? Вклучувајќи, например, и во Чаир, и во општина... Има објекти во кои што живеат граѓани. Тие треба да бидат безбедни објекти. И таму треба да се направат строги контроли. И јас не знам зошто до сега државниот инспекторат не постапил. Затоа што честно треба да кажеме дека тие дивоградби не се најголем дел од нив од вчера и од завчера. Тие постојат таму по 15-20 години. Но треба да се провери каква е состојбата на истите, да има темелни контроли, онаму кои што живеат граѓани. За делот на отпочнување на дивоградби, јас би бил поригорозен од било. Тоа е 140 милиони евра е буџетот во моментот со кој располага град Скопје, тоа е последниот за 2025 година, но како на филмска лента едно те исто ни се случува секоја година. Дојде зима, се гушиме. Се слагам. Секој лето ни се случуваат пожари, немаме доволно технички капацитет да се справиме, па мораме да бараме алтернативни решенија и помош од надвор. Како ќе го менаџирате овој дел? Видете, Чомовски, јас кога споменав дека ние немаме систем, тоа и го мислев. Ние не треба да се доведуваме во состојба да имаме лош градоначалник за системот да не функционира. Кога јас ќе создадам система, ќе го создадам по превземањето на власта во градот Скопје, нема да биде важно за 15 години од денес кој е градоначалник на градот.
тогаш ќе има систем во кој што систем ќе се подразбира дека возниот парк во ЈСП мора да се обновува етапно. Или дека пожарните возила треба да се обновуваат, а не да работат пожарникарите кои што секогаш се први на линијата, и според мене најдобро предпријатие е тоа во моментов во градот Скопје. Не треба да се доведуваме во ситуација да милоста на владата биде пресудна за ние да го обновиме возниот парк. Еве, ВМРО ДПМН ги има набавено во минатите влади автобусите кои што моментално се возат во градот Скопје. Повторно доаѓа ред после години ВМРО ДПМН 80 автобуси да обезбеди. Тоа е така затоа што ние немаме систем во градот Скопје. Системот подразбира да не е важно кој е прв човек на градот Скопје. И да немате во тие ситуации, кога ќе се погоди и лош градоначалник како Арсовска, но и Петре не беше ништо подобар, ако имате вие функционален систем, тогаш нема да дојде до сериозен крах на јавните предпријатија и крах за услугите за граѓаните кои што имаме во моментов. Недопустливо е ние да се доведеме во ситуација поради лош менаџер да не се собира ѓубрето во градот. Или автобусите да се чекаат по неколку часа, да имаме целосна неизвестност и да се случува многу често да не ни дојдат по неколку часа чекање на автобуските станици. Така што јас пред се во главниот град ќе создадам систем, кој систем подразбира целосна функционалност на јавните предпријатија. На долг рок функционалност на системот и без притоа момент на слабост кој би предизвикал она што го споменавте вие. Ние да влеземе неподготвени за пожари, ние да влеземе неподготвени со функционалност на комунална хигиена, или ние да се доведеме во ситуација да не можеме по неколку часа да стигнеме од точка А до точка Б во движењето во главниот град. Во таа насока. Георгиевски, на крајот, точни ли се информациите дека доколку станете градоначалник на Скопје, веќе има договор дека најголемиот дел од јавните предпријатија ќе припаднат на коалицијата, односно на луѓе од ВЛЕ и од ЗНАМ? Таков договор ниту има, ниту некој разговарал за такво нешто. Сакам да бидам прецизен околу тоа, ниту пак некој помислува за приватизација, затоа што гледам дека во неумешноста на она што вие го кажавте, да понудат решение, одредени политички партии измислуваат одредени состојби и визии за во перспектива, кои што најверојатно се одлика на нив, па сакаат да ги представат како одлика на другите. Јавно предпријатие нема да биде приватизирано. Од моја страна одговорно тврдам, зашто прв противник за тоа сум јас. Очигледно е дека ВМРО ДПМН покрај тоа што не покажа резултати во градот Скопје и во општините во градот Скопје, а повторно ја доби поддршката од граѓаните. Очигледно е дека не покажува добри сериозни резултати во овие 14 или 15 месеци владење на централна власт. Неминовно е дека во одредена временска дистанца дека најверојатно ќе треба предвремени парламентарни избори. Се додека работата што се работи има квалитет, нема причина зошто цените да паѓаат, бидејќи има толку многу работа, преку милион корисници, работодавачи на дигиталните платформи, што прашање е како да се мечираат квалитетните работници со работата што може да ја завршат, а не дали. Тоа секако и неминовно ќе се случи. Македонската жена фриленсер е најефтината на Балканот за било која работа споредбена со другите земји во Балканот. Тоа ни кажува дека ние мораме да работиме на сопствената самодоверба и на верификација на квалитетот, би рекла. По изборниот пораз на парламентарните избори, Социјалдемократскиот сојуз доживее уште еден дебакл на локалните избори. Нивната кандидатка, Каја Шукова, не успеа да влезе ниту во вториот круг од овие локални избори. Токму потпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и кандидатка за градоначалник на Скопје, Каја Шукова, гостинка во емисијата. Добре дојдовте во емисијата. Благодарам за поканата. 3 наспроти 33 освоени градоначалнички позиции уште во првиот круг. Дали ваков исход очекувавте од изборите во првиот круг од локалните избори? Не е прашањето дали очекувавме или не очекувавме. Ние секако
настапивме со програма реална и во Скопје, и во општините низ Македонија, она што им е потребно на граѓаните за да се вратат во најголем дел функциите, особено во градот Скопје. Меѓутоа да не заборавиме дека не очекува втор круг и дека во вториот круг, сега да не погрешам, 16 или 17 општините каде што се бориме за градоначалничко место, така да мислам дека ова не е дебакал на СДСМ, земајќи во предвид и ако направите една проста математика од тоа колку гласови освоивме на парламентарните избори, визави излезноста, која што се движеше околу 60% и сегашниот број на гласови, визави излезноста која што се движи околу 49-50%. Така да мислам дека продолжуваме секако со процесот на консолидација на партијата. За нас 2024 беше тежок изборен циклус. Треба време за консолидација на партијата. Критиките деновиве што ги слушаме во јавноста, секако оние кои што се добронамерни, само ќе ни помогнат во понатамошна анализа и консолидација како треба да се одвиваат работите во партијата. Господја Шукова, вие сте четвро пласирана на овие локални избори. Дали Социјалдемократскиот сојуз всушност стана маргинален политички фактор? Јас не би рекла така. Ние сме се уште лидер на опозицијата, впрочем тоа гласовите и на ниво на држава го покажуваат. Се уште во моментов имаме најмалку дупло повеќе гласови од левица која што се обиде да се прикаже како лидер на опозицијата. Тоа апсолутно не е точно. 125.000 гласови наспрам 60 и нешто илјади гласови, тоа е проста математика кој покажува дека лидер на опозицијата се уште останува СДСМ во државата. Така да мислам дека сите анализи и констатации во спротивна насока дека не се точни. Дали во СДСМ веќе имало првични разговори да се лоцира одговорноста за овој изборен резултат? Да, секако правиме анализи во изминативе неколку денови, правиме анализи на ниво на секоја општина, каква беше излезноста на граѓаните, колкав број од граѓаните ни дадоа поддршка, бидејќи секако нели имате и разлики во општините. Така да ќе работиме посериозно и овие денови во однос на тоа кои чекори треба понатаму да ги превземеме. Меѓутоа, јас критиките ги сваќам во една насока. Тоа е дека партијата треба да остане активна на својот пат, особено на патот на активна опозиција. Вие велите да бидеме активен чинител, опозицијски, но се покажува дека во овие изминати 15 месеци вашето опозицијско делување не дава резултати. СДСМ, ВМРО, ДПМН и натаму е супериорна. Па, ако гледате вака во апсолутни бројки, можеби да, меѓутоа ако гледате колку гласови на овие избори, сега на овие локални избори, изгуби ВМРО ДПМН. Ако зборуваме повторно во проценти, можеби така ќе биде поедноставно за граѓаните. ВМРО изгуби некаде околу 30 или 31% од своите гласови. А знаете колкав е соодносот во советнички мандати меѓу вас и ВМРО ДПМН? ВМРО ДПМН има околу 250. Разликата е дупла. Ние имаме околу 230, се извинувам на грешката. Ние правевме, да, имаат дупло секако, имаат и многу повеќе гласови, меѓутоа евидентен е нивниот пат и е многу поголем во проценти во однос на нашиот пат на гласовите на овие локални избори. Бидејќи вие сте и подпредседателка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, дали лично чувствувате одговорност и дали можеби вие ќе бидете првата што ќе поднесе оставка? Секако секој треба да чувствува лична и морална одговорност после ваков изборен резултат. Меѓутоа, јас и во интервјуата што ги давав и пред изборниот циклус, значи пред 19 октомври, реков дека ние секако започнавме еден процес на консолидација кој што траеше 14-15 месеци и тој е многу краток временски период, имајќи во предвид со каков изборен резултат се соочевме во 2024 година. Сметам дека треба. Вие велите дека бил релативно краток временски период, допред неколку денови вашиот лидер зборуваше дека партијата е консолидирана. Добро, јас сметам дека ние треба се уште да работиме на нашата консолидација во однос на она што го имавме како почетна точка
во 24-та година, веднаш после изборниот циклус, и она што успеавме да го направиме во овој период од 14 или 15 месеци, мислам дека очигледно е дека не е доволно, меѓутоа оди во правилна насока. Многу ретко или воопшто ги немаше дел од актуелните пратеници на митинзите за време на кампањата. Зошто? Па не би рекла дека воопшто ги немаше. Беа согласно тоа која изборна единица ја покриваат. Сите они беа дели од активностите кои што ги спроведувавме во делот кампањата, секако и на митинзите. Меѓутоа за тоа дали тоа било доволно или не, мислам дека не е време сега да дебатираме. Можеби треба да се прашаат пратениците, меѓутоа јас сметам дека доволно беа застапени во делот на активностите кои што беа дел од кампањата на СДСМ. Господја Шукова, пред 2 години се иницираше подготовка на нова партиска стратегија, што требаше да ја подготви тим предводен од професор Игор Ивановски. Дали не е време да го напуштите форматот дека сте државотворна партија? Какво фајде кога победува и натаму ефтиниот популизам, национализмот? Дали клучни беа всушност големувањето на пензиите, платите? Па очигледно дека има големо влијание и очигледно дека тоа беше стратегија и на ВМРО ДПМН и на делот на партиите исто така кои што учествува во изборен циклус. Ние остануваме државотворна партија која што се бори за интересите и на државата пред се, но и на граѓаните кои што живеат во државата. Ние никогаш не го напуштивме концептот дека оваа држава мора да влезе во патот на европските интеграции и дека мора да се отворат преговорите со Европската унија ако сакаме да имаме ред, повеќе финансии во државата и повеќе услови, подобри услови за живот на граѓаните. Тоа секако чини гласови, меѓутоа мислам дека ние нема да го напуштиме тој пат, бидејќи сме биле и остануваме да бидеме државотворна партија. Секој голк популизам јасно ни е на сите и на граѓаните, а и на нас, дека понекогаш чини гласови, меѓутоа мислам дека од правилните политики на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија никогаш нема да отстапиме. По настапите на вашите јавните настапи на вашите колешки, заменик председателката и подпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз, еден пријател ме праша дали вели ги гледаше интервјуата на Фани Карамфиловски и на Ана Чупевска. И прашањето е, ако ваква ароганција демонстрирате во ситуација кога сте губитници, што во случај ако бевте победници? Не, јас не би рекла дека тоа беше ароганција. Двете интервјуа се одвиваа на самиот почеток на броење на гласовите. На почетокот на информациите кои што ги добивавме од нашите општински организации во аналитичкиот центар на СДСМ, видовме дека во голем дел од општините имаме предност и дека имаме поддршка на нашите кандидати за градоначалници. Можеби ако интервјуата се одвиваа неколку часа по затворањето на избирачките места, да речеме, јас колку што паметам тие интервјуа беа некаде околу 20-21 часот, кога голем дел од информациите се уште ги немавме, значи имавме делумни информации што се случува. Мислам дека немаше да биде реториката ќе беше и наративот ќе беше претпоставувам сосема поинаков. Јас не гледам ароганција, гледам дека врз основа на оние информации кои што во моментот ги имаа и Фани Карамфиловски и Ана Чупевска беа презентирани ставовите она што фактички го презентираа пред јавноста. Дали ако кажам дека СДСМ е виновна што Мицковски денес има апсолутна власт, е издржана? Не би го тоа конечно потврдила, значи во некој единствен контекст. Не верувам дека само СДСМ е виновно за тоа што се случува во државата. Впрочем, не сме ние единствената опозициона партија во државата, а за жал, се уште најголеми дел од критичарите се занимаваат само со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, не се занимаваат со другите опозициони партии. Мислам дека во најголемиот дел се уште се владее и самите споменавте пред малку со популистички мерки кои што системски
не и прават добро на државата и тоа ќе се покаже во една временска рамка, вклучен се покажува и во економските показатели кои што ги гледаме во изминатите месеци, без разлика од кој тип се, така да јас не би алоцирала само секако дека има влијание и како СДСМ се однесува како опозициона партија, меѓутоа повторно ќе кажам, нашите политики се добронамерни и се во интерес на државата. Не се во интерес на популизмот и во добивање на глас плюс, а тоа да не е во интерес на граѓаните и на државата. Така да мислам дека тоа е мојот одговор односно на ова прашање. Дали во вториот круг ќе дадете поддршка на кандидатот за градоначелник на Левица Амар Мерциновиќ? Став во однос на тоа прашање се уште немаме. Партиското раководство ќе заседава овие денови, бидејќи овие неколку дена се прави анализите, да видиме какви се резултатите по општините и најскоро ќе информираме јавноста во однос на ова прашање. Се чини како да доктор Маја Мојсова ја пуштивте низ вода и сега прашањето ми е многу директно. Ќе застанете со поддршка зад Стефчо Јакимовски во Карпош? И Маја Мојсовска не ја пуштивме низ вода. Многу ми е жал што не само за Маја, туку јас слушам оваа констатација и за мене. Никој од нас, вклучително еве ќе зборувам сега за Маја и за Каја, бидејќи често ги слушавме овие коментари, разговаравме со Маја во текот на кампањата, вклучено и на изборниот дел. Никој нас не пушти низ вода, ние сме изградени личности со собствени кариери и точно знаевме во каков изборен циклус влегуваме. Влеговме честно, со честни програми, кои што требаше да им покажат на граѓаните дека имаме проекти и мерки кои што треба да ги подобрат состојбите и во градот Скопје, и впрочем и во општина Карпош. А во однос на поддршката за Стефчо Јакимовски или за Сотерил Луковски, се уште немаме изградено став и затоа ќе информираме јавноста во деновите што доаѓаат. Дали по овие локални избори и натаму гласно ќе барате превремени парламентарни избори? Тоа е процес кој што секако неминовно, најверојатно во краток временски период ќе треба да се случи. Очигледно е дека ВМРО ДПМН покрај тоа што не покажа резултати во градот Скопје и во општините во градот Скопје, а повторно ја доби поддршката од граѓаните. Очигледно е дека не покажува добри сериозни резултати во овие 14 или 15 месеци владење на централна власт. Неминовно е дека во одредена временска дистанца дека најверојатно ќе треба предвремени парламентарни избори. Она што го кажуваме е дека како партија сме спремни и за таков еден процес, без разлика дали тоа ќе се случи за 2, 3, 5 или за месеци или за можеби за една година. Господја Шукова, зарем за вас не е поразителен фактот дека кандидатот на владеачката партија во Кочани доби поголема поддршка во ситуација кога во време на владење на ВМРО ДПМН се случува една таква национална трагедија? Не, тоа јас би го гледала од морален аспект. Јас би се запрашала на кое ниво е ние навистина моралот во државата, а особено можеби да речам и во Кочани. За мене тоа беше податок кој што едноставно и 3 дена после изборите не можам да го прифатам, особено заради тоа што таму се случи една сериозна трагедија во која што загинаа многу млади животи. За мене е непоимливо како можеше во еден таков контекст кандидатот на ВМРО ДПМН да добие таква поддршка во Кочани. Меѓутоа тоа е прашање за една поширока дебата не само на ниво на Кочани, него и пошироко во државата. Благодарам за гостувањето во Трилинг. Ви благодарам и на вас за поканата. Подемот на фриленсерството е глобален феномен, потикнат меѓу другото и од зголемената побарувачка за специјализирани вештини. Ваквиот начин на работа обезбедува флексибилност за работа од дома или од далечина и потенцијал за поголема заработка. Но отсуството на сигурни и достапни начини на плаќање представува голем предизвик за фриленсерите од земјите во развој и пречка за финансиската стабилност и раст во кариерата за многу професионалци. Во ова издание на Тренинг соговорник е Елена Иванова, една од главните и една од основачите на Импакт фондација. Добре дојдовте во емисијата, Иванова.
Во Македонија нема официјална проценка за тоа колку фриленсери има, но се зборува за околу 10.000 фриленсери. Фриленсерството, слобода на работа или неизвестна иднина? Така, ние мислиме дека фриленсерите се на некоја бројка од 10.000, но тоа е шпекулативна бројка и се држиме до неа за да не биде некаков оквир кој што некоја рамка која ќе измериме, ќе знаеме колку сме сгрешиле или сме биле блиску. Зошто мислиме така? Последните години единствениот начин да изброиме колку фриленсери имаме се нивните профили на дигиталните платформи каде што нудат некаква работа. И тоа го правиме симултано со повеќе дигитални платформи, но ја земаме во предвид и најголемата глобална дигитална платформа Upwork. Мислиме дека тоа е слобода на работа, односно слобода на трудот. Една нова нестандардна форма на вработување, која што во Македонија се уште не го носи статусот на вработување. Не е толку важно кога државата ќе се прилагоди на новиот тренд, се додека се работи на тоа. Заради тоа што овој тренд не е лесен за фаќање. Многу земји во светот полека се адаптира, не само според бројката, колкава е критичната маса на фриленсерите, туку и според сопствениот капацитет да се адаптира на нивните потреби. Некогаш и за многу малку луѓе може да се направат неколку промени на кои што и ние во моментот работиме, за да може да се охрабрат новите фриленсери да се појават. Македонските фриленсери се најслабо платени во регионот со просечна заработувачка од $18 за еден час. Мажите заработуваат $19,1, а жените $16,4. Тогаш дали е доволно предизвикувачки денес да си слободен стрелец, условно кажано? Да, бројките се поразителни. Овие бројки што вие ги поделивте се од 2024 година и само ќе ви кажам како податок за споредба во 2021 година просечна заработувачка по час беше €20. Значи, одат надолу овие бројки. Причината е заради тоа што новите почетници кои се појавуваат на дигиталните платформи пробуваат да најдат нова работа со тоа што ќе ја спуштат цената, што е најпогрешниот начин на почнување. Се додека работата што се работи има квалитет, нема причина зошто цените да паѓаат, бидејќи има толку многу работа преку милион корисници, работодавачи на дигиталните платформи, што прашање е како да се мечираат квалитетните работници со работата што може да ја завршат, а не дали. Тоа секако и неминовно ќе се случи. Македонската жена фриленсер е најефтината на Балканот за било која работа споредбена со другите земји во Балканот. Тоа ни кажува дека ние мораме да работиме на сопствената самодоверба и на верификација на квалитетот, би рекла. Од една страна имаме раст на бројот на фриленсери, од друга страна имаме пат на цената по час од работа на еден фриленсер. Да, за жал тоа е така, заради почетниците. За тоа што почетниците кога ќе направат профил, ќе го активираат профилот, начинот на кој што стигаат до нова задача е со симењање на цената. Меѓутоа, јас сакам да потенцирам нешто друго. Да се биде фриленсер е една многу широка категорија на професии, звања и да речам активности кои што може да се завршат на дигиталните платформи. Тоа е само просечна цена. Во Македонија има фриленсери што многу заработуваат. Импакт фондација ги мапира нив, ги зема за ментори, особено тие што сакаат да вратат на заедницата и да обучуваат нови фриленсери и мислиме дека тоа е начинот на кој што можат да се спроведат нови почетници на платформи. Начинот е да им се покаже патот, а не самите да пробуваат, бидејќи тоа често така завршува со ниски цени за квалитетен труд. Колку еден фриленсер може најмалку да заработи или најмногу да заработи? Најмалку е $5-6 од час за задачи како внесување на податоци во некакви големи датотеки. Најмногу е интересно кога некој фриленсер завршува задача која што не се мери во часови, тие ги викаме zero hours contracts, тогаш тој може да ја стави цената која што пазарот ја бара. И да се разбираме, тука има дури постојани договори, значи месечни договори кои што се потпишуваат преку платформите и овие фриленсери кои што најмногу заработуваат работат и некои модерни професии, особено комплицирани, како machine learning, како blockchain development, програмери и тие се договараат за месечни надоместоци со некој не би крстила работодавач, туку некој клиент кој им нуди постојани договори
zero hour contracts, значи без часов, без да се пресмета саатница која ќе се заврши задачата, тој го добива надоместокот и тие се големи. Според истражувањата на Меѓународната организација на труд, МОД, во земјава се потребни 2,5 години за лице со завршено образование да најде работа во согласност со образовниот профил. Токму ова време на чекање е причина младите да размислуваат за иселување или пак да се преквалификуваат за работа на дигиталните платформи. Колку е веродостојно? Тоа е веродостојно затоа што ние тука, можеби не е прецизирано, ги разгледуваме македонските работодавачи. Македонските работодавачи сега се излезени на пазарот на труд и со своји едукацијски програми за да го убрзаат тој процес. Меѓутоа, дигиталните платформи не нудат начин да се обучат новите фриленсери и што побрзо се вработат. И менторите што ги спомнав пред малку, тоа го завршуваат за 2,5-3 месеци. Тоа значи откако некој ја има дигиталната вештина со која што може да се работува задачи преку платформи, кога ќе почне да активира профили и да бара своји работодавачи, тогаш тој отприлика со менторство за 2,5-3 месеци може да ја земе првата задача. И видете, ова е уште полесно да се скрати како рок, кога тие ментори самите префрлаат од своите задачи кај менторираните ученици. Заради тоа младите, се разбира, би сакали да го скратат тој рок, но и побрзо да учат од глобалните работодавачи, да не мора да зависат од македонското стопанство. Тоа ги прави конкурентни. Понатака и кога аплицираат на интервјуа кај македонските компании, го приложуваат своето искуство од платформите кај новите работодавачи и се само поспремни. Со развојот на вештачката интелигенција, каков ќе биде импактот врз овие фриленсери? Има повеќе прогнози. Мислиме дека најлесните задачи ќе се спроведуваат со помош на вештачка интелигенција и овие фриленсери ќе мора да се преквалификуваат. Меѓутоа, исто мислиме дека фриленсерите се најадаптибилните луѓе на пазарот на труд кои што брзо учат и самите почнуваат да користат, се разбира, вештачка интелигенција и алатки на вештачката интелигенција за својата работа што ја завршуваат. Самите тие ќе бидат поспремни, побрзи и поконкурентни на пазарот. По пандемијата се чини дека се зголеми бројот на луѓе кои работат од дома. Колку тој начин на функционирање создаде бенефит повеќе и го отвори просторот секој да може од каде сака и кога сака да може да се уклучи за работа? Да, направи тренинг за тоа што следуваше после пандемијата, а тоа е дали можеме да работиме од дома. И не само фриленсерите, туку сите дигитални работници, што е навистина широка категорија на работници. Тој број во еден период се зголемуваше, меѓутоа денес ако пробате да ги класифицирате некако фриленсерите, ќе видите дека тие се хибридни, односно сите функционираат оддалечина, меѓутоа имаат не толку флексибилно работно време. Сепак одговараат пред клиенти, сами си го организираат работното време, но тоа се знае кога. Ако работите за америчка компанија е во подоснежните попладневни сати и не може да биде поинаку. Зошто даночниот систем не ги препознал македонските фриленсери? Затоа што македонските фриленсери за да можат да направат прилив од страна, не секогаш можат да го примат на своите трансакцијски сметки во Македонија. Не можете на амерички клиент да му речете ајде сега платите ми, еве го мојот SWIFT IBAN код. Значи тоа не функционира. Отвараат сметки во странство и тоа не е за да направат по секоја цена даночна евазија, туку затоа што не можат поинаку да го спроведат приливот. И од друга страна, за да бидат конкурентни кај америчкиот клиент, често пати тие сакаат да ја скратат таа процедура на плаќање, но и да изгледаат кредибилно и отвараат компании во Америка, односно така отвараат LLC, компании кои што се само за да можат да ги примаат тие приливи и не заради даночна евазија. Најголемиот дел од фриленсерите обезбедуваат услуги за IT секторот, кој значително придонесува со 4% во БДП, што значи дека обезбедувањето поголема продуктивност од преостанатите сектори. Да, тоа е најголем дел, но има многу фриленсери сега кои што беа и на нашата трета фриленс конференција тука да се промовираат, кои што работат сметководство за амерички компании од Македонија.
Тие навистина се во раст и гледаме дека има цели кластери во некои градови, особено во Источна Македонија, каде што функционираат едни со други преку word of mouth, се ја пренесуваат информацијата дека тоа е возможно и понатака поминуваат тренинг за кој што има и сертификати, што се многу важни за америчките компании и ете екзистираат. Понатаму има голем број на рекрутери за човечки ресурси кои функционираат онлайн на дигитални платформи. Дали со новите форми на професионален ангажман, со работа на проекти за различни клиенти, со различни делови од светот, без да зависат од локалниот пазар на труд, традиционалната работа од 9 до 17 часот всушност веќе не функционира? Таа не е посакувана помеѓу младите. Па дали функционира ќе видиме. Едноставно во еден период јас сум сигурна дека и компаниите, па и фрилансерите мора некако да се организираат. Не може толку флексибилно да биде работното време. Најубавата добивка од тоа што некој ќе стане фриленсер е што почнува да го разбира работодавачот, бидејќи почнува секој фриленсер сам да го организира предприемничкиот дел од работата. И заради тоа мислам дека сите тие што посакуваат флексибилност, добро е да станат фриленсери за да видат колку таа флексибилност може и да им штети на подолг рок кога организираат големи тимови. Значи, мислам дека ќе стане пофлексибилна работата, нема да биде од 9 до 5, но ќе има фиксни сати кои можеби не се 8, можеби ќе бидат 4, во кои што мора сите заедно да работиме за да ја завршиме работата. И во време на вештачка интелигенција сигурна сум дека дури кога друг ќе завршува за нас работата, најклучниот момент ќе биде како ние еден со друг ќе се организираме. А за тоа ќе треба да имаме неколку фиксни постулати меѓу кои времето. Благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам. Елена Иванова е една од основачите на Импакт фондацијата. Во рамки на рубриката Знаење што менува, Дамјан Ѓоргиевски, уметнички директор на Фаја Блум Паблишинг, се осврнува на видеоигрите. Здраво, јас сум Дамјан Ѓоргиевски, уметник од Македонија кој работи во индустријата на видеоигри и илустрација. Го започнав мојот пат пред 10 години, почнувајќи од средно уметничко, потоа продолжувајќи во факултетот за ликовна уметност во Скопје. Во меѓувреме, цело време мојата желба беше да работам на видеоигри, инспирирано од тоа што јас самиот играв игри уште од самиот почеток на мојот живот, кога дојдов до првото Nintendo. Освен тоа, цртав на зашто ќе стигнам. Целта ми е да го инспирирам секој што сака да оди на овој пат, да оди без да се сомнава, затоа што стереотипите дека во Македонија или било каде од уметност нема живот се погрешни. Не само што ми даде убав живот, туку ми даде и шанса оваа професија јас да се занимавам со нешто што е многу благородно, односно да инспирирам генерации и генерации низ целиот свет со моите дела, со моите видеоигри, со моите друштвени игри и така натаму. Во последно време сум фокусиран најмногу да оставам нешто за себе, затоа што преку проектите кои ги сработивме преку фирмите за кои што работев, на тоа корпоративно ниво и сакам да придонесам на полично ниво. Инспириран за тоа сум од неколку контакти што ги имав со фанови на делата кои ги работев, кои уште од млада возраст ми придоа и ми рекоа дека сум ги инспирирал да појдат по тој пат. Истите тие запиша уметност, истите тие запиша фотографија, филм или било што ги занимава, што ќе допринесе за наредната генерација. Мојата контрибуција сакам да направам преку мои лични дела, преку мои лични книги и видеоигри, затоа што таа шанса ја имав многу малку работејќи за други компании и претпоставувам дека патот на сите вас ќе биде многу сличен. Но немојте да се обесхрабрувате, затоа што преку секој искуство што го имав, научив нешто и тоа нешто ми се најде колку и да не очекував дека ќе биде корисно. Како на пример, започнав да работам со 3D, иако мојот прсуит не беше конкретно во 3D. Но тоа 3D ми се најде 5 години подоцна, кога прв пат отидов да работам во Финска, затоа што не бара само концепт артист, туку бара и 3D генералист кој што ќе работи текстури и 3D моделирање. Со текот на времето, тоа исто знаење го искористив да станам лид артист, а потоа да станам арт директор. Кога дојдов до позицијата на арт директор, за прв пат осетив што значи да се има автономија како уметник и да се твори на свој начин. За среќа ми беше дадена шансата да го правам тоа на свој личен проект со мој личен тим кој јас го оформив барем половично и имав едни од најубавите години. Додека го работевме тој проект, успеав да дизајнирам свој свет, да дизајнирам свој наратив и да пренесам своја порака. Претпоставам дека на многу креативци тој им е сонот. Затоа и им препорачувам на сите што сакаат да одат на овој пат да не се оттргнат. Иако ми требаше
да поминам многу години работејќи за други, тоа не го гледам како загуба, го гледам како скалило по скалило, едно по едно, кое морав да ги искачам за да дојдам до тоа сега да имам своја фирма, да вработувам луѓе и да работам на своји проекти. Исто така, би препорачал да не се ограничувате само на едно, затоа што секоја креативност што ја работите, без разлика дали е директно поврзана со цртање, дали е дигитално, дали е традиционално, ви допринесува на вашето знаење. Тоа е нешто што ќе ви се најде во многу наврати, не само во професионалниот живот, туку и во личниот. Запаметете дека да се работи не е само да се сработи работата, туку е да се комуницира со колеги, да се однесува професионално и прво и основно да сте човек. И една од работите кои ги пренесува на моите студенти, бидејќи нудам менторства во последниве неколку години, е дека скилот е нешто што вие ќе го негувате целиот живот, никогаш нема да дојдете до високо ниво. Но односот кој ќе го поставите кон вашите колеги е тој што ќе ограничи дали вие ќе одите до прво ниво или ќе стигнете до максимум. Тој однос е односот на пасија и односот на љубов кон својата професија, односот кон вашите колеги и емотивно интелигентна комуникација која ќе ви помогне вие да се разберете во било кој проблем. Ова е многу битен фактор затоа што да влезете во гейминг или во илустрација или во било што денес, вие треба да сватите дека работите на продукт. Секоја индустрија си има свои правила и си има свој начин на работа, во кој што вие ќе мора да се вклопите и ќе мора да почитувате одредена хиерархија. Ова е нешто кое не се учи на било кој курс или на било кое училиште и ќе морате самите да го искусите. Затоа мојот совет е да се впуштите во професионалните води што побрзо можете и самите да најдете кој архетип ќе бидете вие на работното место. На крај би препорачал да сите продолжите со креирање, да продолжите со пасијата која имате и да бидете истрајни за тоа да дојде вашето време. Јас сум убеден дека секој доколку е искрен, животот ќе го однесе таму кај што треба да го однесе и би ви препорачал колку можете, толку повеќе да создавате. Затоа што уметноста не е само професија, туку уметноста е нешто што е многу битен дел од општеството. Толку за вечерашното издание на ТВ магазинот Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време.